Благодарам. Почитувана колешке Георгиева, тоа што опозицијата критикува за секојдневното носење на закони по скратена постапка е затоа што ова парламентарно мнозинство законите по скратена постапка и со европско знаменце не ги носи поради нужната потреба, туку ги злоупотребува. Доколку утврдивте дека со измените на законот, со предложените измени за законот за социјална заштита и законот за детска заштита, ќе се подобри и ќе се опфатат, ќе се исполнат барањата на корисниците на услугите како на социјална заштита, така и на давателите на услуги во детските установи, ова требаше да го вие предвидите, да го нотирате уште при носењето на законот, затоа што овој закон, како за социјална заштита, така и за детска заштита, беше најавуван долго време и секојдневно се зборуваше за него. Па затоа мислам дека министерката наместо да трча на пресконференции да се фали колку тоа изготвува и донесе системски закон, требаше да предвиди дека законот кој што толку многу, кој што помпезно го најавувавте, има голем број на недостатоци. И затоа кога имавме јавна расправа и кога дискутиравме на комисиите, требаше да се слуша и поинакво мислење од мислењето на министерката и секако вие поддржавте се што таа ќе предложеше. Почитувана колешке, доколку имате вие средба со граѓани, доколку дискутирате со вработените во детските установи, вие ќе знаете дека има пропуст во законското решение. И затоа сега, за само еден месец, ние денеска дискутираме за измени и дополнување на законот за детска заштита. Затоа што своеглаво сакавте да го донесете на брзина, како и се друго што направивте во изминатиот период. Но законот може да претрпи измена и дополнување. Но катастрофалните последици кои што ги нанесовте на државата, за жал, со измена на законот нема така лесно да ги надминеме. Благодарам.